Државите во регионот се обидуваат да го заштитат стандардот на своите граѓани пред налетот на се повисоките цени на горивата. Хрватската влада донесе уредба со која на 30 дена се ограничува цената на горивата. Премиерот Пленковиќ вели дека ќе ги анализираат состојбите и трендовите на светскиот пазар и доколку е потребно, ќе реагираат, односно по истекувањето на едномесечното замрзнување на цените на горивата, ќе ја разгледаат можноста за дополнително двомесечно продолжување на мерката колку што им дозволува законот. Mi smo nakon niza dana kad smo analizirali što da činimo, imali naznake da bi već idućeg utorka ponovno moglo poskupiti gorivo i benzin i dizel za naše građane i za naše gospodarstvenike, odlučili prevenirati daljnji udar na standard naših građana. I stoga smo iskoristili ono što nam zakon o naftnim derivatima omogućuje, a to je članak 9, da vlada može iznimno od reguliranja cijene koje naravno tržište radi, u takvim okolnostima napraviti ovaj potez. Максималните износи на цените ја вклучуваат цената на нафтениот производ, акцизата и ДДВ-то, како и премијата на енергетскиот ентитет кој ја вклучува и маржата. На хрватските бензински пумпи литар бензин се продава од 1,48 евра, а дизелот од 1,46 евра. А што прави македонската влада за да ги помогне граѓаните и стопанството со ограничување на цената на горивата? Од владата за Алфа вела дека Македонија не може да го следи примерот на Хрватска, бидејќи пазарот на нафтените деривати таму е целосно либерализиран, додека во Македонија цената на нафтените деривати ја утврдува регулаторната комисија за енергетика. Согласно оваа методологија, Македонија, како што велат од владата, има наевтини горива. Македонските граѓани точат Евро Супер БС 95 по цена од 75,5 динари, а Евро Супер БС 98 по 77,5 динари, додека Евро Дизел БС изнесува 67,5 динари. Екстра лесното масло за горење се продава по 67 динари, а мазотот по 42,7 динари. Никој не го спори фактот дека горивата во Македонија се поевтини од тие што се точат на бензинските пумпи во Хрватска, но колку тоа ќе им помогне на македонските граѓани ако се земе предвид просечната плата. Во Хрватска таа изнесува околу 800 евра, а во Македонија едва 470 евра. Во Европа најскапи горива точат граѓаните на Холандија, по кои следуваат Данска и Норвешка, Словенија, Австрија, Чешка и Луксембург. Неевтино гориво купуваат граѓаните во Молдавија, Украина, Бугарија, Романија и Полска.